Друга страна, сакам да ви информирам вас и за уште една работа која ја поздравувам и сметам дека е многу битна. За прв пат се случува во Македонија институцијата Народен правобранител со предлагачот на буџетот, тоест владата, да го договори, односно да го усогласи буџетот. И ова е за поздравување. Уште повеќе сакам да ви информирам дека имам причина и уверување дека овој буџет ќе успеам, или институцијата ќе успее да го спроведе без никакви проблеми или попречувања. Затоа што попречувањата за реализација на буџетот беа голем хендикеп за институцијата Народен правобранител. Впрочем, во завршната сметка за 2017 година ќе видите, како и другите години, ставката плати не се реализира за над 15%, мислам. Зошто? Затоа што немало волја или имало попречување за спроведување на тој дел од причина што институцијата била зависна да бара мислење од Министерството за финансии за пополнување на упразнетите работни места. Јас верувам дека овој буџет, како што ви реков на почеток, ќе успее за прв пат институцијата Народен правобранител полесно да се осеќа, по-ефективно да помага на граѓаните по однос на промоција и заштита на човековите слободи и права. Во оваа прилика дозволете да ве информирам за неколку работи што сметам дека буџетот уверува, бар овој износ на буџет, дека ќе може да се реализираат. Прво, за прв пат ќе може институцијата Народен правобранител бар да почне со промоција на човековите слободи и права во Македонија. Надлежност која е многу битна за обука или за информирање на граѓаните по однос на нивните права и по однос на можностите како тие истите да можат да ги остваруваат и штитаат. Со истражувања, со кампањи, ќе почнеме да реализираме и секако дека и со посетување на места кои се далеку од урбаните средини. Верувам дека ако се реализира без проблеми, Република Македонија ќе успее да го реактивира националниот превентивен меhanizam кој веќе 3 години не функционира. Не функционира поради тоа што немало човечки ресурси. А јас неколку пати пред вас сум му кажал тоа дека тој мандат на Народниот правобранител го остваруваат или го реализираат млади правници кои ги плаќаме со донација. Верувам дека со екипирањето и реактивирањето на националниот меhanizam ќе се вратиме кај што бевме не пред 3, туку пред 5 години. Македонија беше пример за спроведување на посети на местата за лишување од слобода. Бевме први што востановивме таков меhanizam, бевме пример што сите други МПМ меhanizmi по целиот регион од нас ги зедоа терковите по однос на или методологиите по однос на вршење на посетите. За да после 2 години престанеме да работиме.